Во очекување на договор за датумот, стана речиси известно како ќе изгледа гласањето за пратеници во време на епидемија од коронавирусот. Според стручните препораки на Комисијата за заразни болести, потребни се низа мерки за самиот чин на гласање да не биде и чин за ширење на COVID-19. Просторијата во која ќе се гласа треба да биде со отворени прозорци или да се проветрува секој час. Во неја треба да има поставено средства за дезинфекција и корпа за отпадоци. Членовите на гласачките одбори и наблюдувачите да се на растојание од 1,5 до 2 метра со заштитни маски и ракавици. Во просторијата ќе биде дозволено да бидат присутни најмногу онолку гласачи колку што има паравани за гласање. При влегување гласачот прво ги дезинфицира рацете. Потоа, при подавање на личната карта ја симнува накратко маската за идентификација и стои на дистанца од членовите на избирачкиот одбор. Гласа и на излегување повторно ги дезинфицира рацете. Редот за гласање се формира надвор од просторијата за гласање согласно безбедносните протоколи со дистанца од 2 метра. Комисијата за заразни болести предложи, а партиите прифатија гласањето да се продолжи за 2 часа. За оние пак кои ќе бидат во изолација, ќе се примени моделот за гласање на болните и изнемоштените лица со посета од избирачките одбори дома и асистенција од медицински тим. Согласно стручните препораки, извршната власт веќе даде насоки за сите гласачки места да бидат опремени со средства за заштита. Владата со уредба го задолжи Министерството за здравство по добиените податоци од Државната изборна комисија, а според препораките на Комисијата за заразни болести да обезбеди маски, ракавици и друга потребна заштитна опрема за сите членови на изборните органи, како и средства за дезинфекција за секое избирачко место. Додека владата веќе постапува по препораките на Комисијата за заразни болести, во Државната изборна комисија нема таков ентузијазам кај сите членови. Например, председателот на ДИК, Оливер Дерковски, кој доаѓа на предлог на ВМРО ДПМНЕ, има забелешка што документот е наречен стручни препораки, а не протокол. Различно е препорака и различно е протокол, заради лоцирање на одговорноста во она што е напишано. Не сакам јас да Државната изборна комисија на крајот на процесот биде посочена како одговорна за одредени пропусти во целиот процес, затоа што ние сме дале некаква инструкција која што не е согласно протокол, туку е согласно некоја препорака која што можело да биде и вака и така. Члenoви на ДИК, предложени од власта, не ги делат резервите на председателот. Тоа е официјалниот документ со кој ние располагаме. Мислам дека е неуместно ние да си нарачуваме содржина или да си пишуваме самите протоколи како дали е соодветно или не соодветно. Ние не сме здравствени медицински лица и да ги ревидираме содржината на тие здравствени документи. Ние мораме од надлежни институции соодветно да ги имплементираме, да ги примениме во делот на нашите упатства поврзани за спроведување на процесот. Од опозицијската ВМРО ДПМНЕ веќе калкулираа со тоа колку време би му требало на еден гласач за да го оствари своето демократско право во посебни услови. Пред близу 1 месец проценките беа едни. По препоракиве на вашата комисија 10 минути едно гласање. На почетокот на овој месец беа други. Симулиравме најмалку 3 минути се потребни по гласач. Од граѓанската асоциација Мост, која 18 години ги наблюдува изборните процеси во земјава, велат дека е рано за пресметки колку точно време ќе биде потребно за да се гласа. Според Дарко Алексов, тоа ќе зависи и од самиот гласач и од уиграноста на избирачкиот одбор. Факт е дека нема да оди со таа динамика со која што одело кога се гласало во нормални услови. А бидејќи ќе оди побавно, Алексов смета дека е добро што изборниот ден е продолжен за 2 часа. Доволно е да се продолжи денот на гласање, а со тоа и самите граѓани да можат да си го остварат своето право на глас. Се разбира, повторно ќе кажам, максимално дисциплинирано и со почитување на сите мерки кои што ќе бидат предвидени во рамките на процедурата. Препораките на Комисијата за заразни болести од асоциацијата Мост ги оценуваат како позитивни за каков било изборен циклус. Велат, конечно ќе се стави ред на избирачките места, но некој треба да ги увери граѓаните во тоа. Значи, мора да се случи масовна едукативна кампања за тоа дека гласањето нема да биде опасно,
да им се посочат сите мерки кои што ќе бидат преземени, како и да им се посочат мерките кои што граѓаните ќе мора дисциплинирано да ги почитуваат причинот на гласање, односно кога ќе појдат на гласачките места. Доколку ги почитуваме мерките, не би требало да има никаков проблем. Стручните препораки за изборниот процес се едни од многуте кои ги донесе Комисијата за заразни болести, откако земјава се соочи со коронавирусот. Работата на супермаркетите, трговските центри, кафулината се само дел од другите слични документи. Токму поради тоа што и за време на полициските часови под посебни услови работеа разни објекти каде имаше ограничено групирање, Министерот за здравство смета дека изборите не се опасност за здравјето на граѓаните. Било кој настан во кој што ќе се придржуваат луѓето до протоколите и организаторите на дадените препораки, а Комисијата за заразни болести апсолутно не представува ризик по граѓаните. Доказ? Додека вниманието е на одлуките на политичарите, 360 степени за мислење ги праша и оние што гласаат, граѓаните. Би гласале? Би гласале. Не би гласал и не би требало да има. Доктори може да се смени на полоша ситуација, да. Шо знам? 50-50 би рекол. Па мора да има избори. Нема дека влада без нема никаква влада. Никој не е на функција. Боле да има, се знае кој е на влада, тој ќе се одговара кога ќе ги прави така работа, вака. Ќе излезам, зашто да се плаша, не се плаша ни од гласањето, ништо да го дам од глас. Ќе гласате? Ќе гласам, како не, сигурно. И шефот на државата во петокот изрази увереност дека институциите ќе обезбедат безбедно гласање. Тоа е услов за кој има согласност од сите политички партии, рече председателот и упати порака до избирачите. Јас знам дека најголемиот број од нашите граѓани не размислуваат за избори во време кога имаме пораст на заболени, меѓутоа избори и во време на корона, која нема да замине наскоро, се неопходни за да добиеме функционален наместо распуштен парламент и легална и легитимна наместо техничка влада. Парламентарни избори среде корона криза се одржаа во Јужна Кореја, а во Франција на 28 јуни треба да се случи втор круг од локалните избори по првиот на 15 март. И таму гласачите следеа слични препораки за заштита од COVID-19 при остварување на демократското право. Во регионот, избори во ек на епидемија се закажани во Србија и Хрватска.